Вака, вие бевте внатре, слушнавте и на крај самите обвинети признаа дека сите докази им се дадени од страна на обвинителството, скенирани, освен CD-њата, значи во електронска форма, што ни беше пратено од мобилните оператори, за дојдовни и поидовни повици на нивните телефонски броеви, но од друга страна, врз база на тие податоци што сме ги добиле од мобилните оператори е изготвена анализа. Така да, таа анализа на одбраната и беше дадена уште со завршување на истрагата, така да лично сметам дека ова само во насока на одолжување на постапката. Што очекувате од овој процес сега на старт? Какви се вашите очекувања? Во кој смисол Во мислите? Во траење, во докажување, во... Па видете, тоа сега зависи од судот, во суштина, затоа што секој од обвинетите со овие последниве поднесоци што ги доставија, имаат побарано преку околу 300 сведока секој од нив. Така да сметам дека судот апсолутно не треба тоа да ги прифати сите сведоци нормално, без да се наруши правото на одбрана. Така да се ќе зависи од тоа. Зборуваме по 300 сведоци од обвинет? Да. Во моментов имаше и пресуда за Змицко, не знам дали ја слушнавте. Не бев во судници, можам не да ја слушнав, да, не Колку можам. оди во прилог што имаше веќе судски процес за учесници во насилниот упад во собрание, колку тие пресуди одат во прилог на овој процес што денеска почнува, бидејќи сериозно дело е нели терористичко загрозување на уставниот поредок? Па видете, секој предмет си е за себе. Не може една пресуда да влијае на друга ако се работи за различни предмети. Да, настанот е исти, некои сведоци се поклопуваат, односно што беа таму обвинети сега се сведоци во овој предмет, но сметам дека таа пресуда не би требало да влијае на овој процес. Дигнавте ли раци од Груевски, Бошковски, тие нема обвиненија за нив, ги барате ли, имате ли Не може да има обвинение затоа што не се сослушани во фаза на истрага. Чи законот е дециден, мораат да ги дадат барате исказ. Па ја колку што знам, потирниците не се повлечени, со тоа што, како што јавноста знае, за двајцата Интерпол, седиштето на Интерпол во Лион, одби да издаде меѓународна потирница и тука нема никаква промена, бар колку што ја знам.